За пораките во овие вести, во живо информира колешката Катерина Нешкова. Катерина, што можеше како порака да се случне од оваа свечена академија? Така, туку што заврши оваа свечена академија овдека во Македонскиот народен театар под слоганот "Од идеја до држава", говореше премиерот Христијан Мицкоски. Тој со обединувачки пораки за самиот празник вели да останеме и да си ветиме меѓу себе дека ќе останеме доследни на заветот кој што ни го оставија револуционерите и оние кои што го основа ВМРО, а ВМРО е на сите граѓани. Вели, денес не славиме само минато, туку го славиме духот на истрајноста и затоа достоинствено да ја чуваме татковината, бидејќи тоа значи дека ја чуваме и иднината. Обединувачките пораки Мицкоски, како што кажав, ги спрати тука од ДМН-та пред целиот државен врв. Вели дека секоја генерација има своја борба. Во минатото тоа беше борбата за држава, денеска се бориме за вредности како правда, право, како и тоа младите да останат во нашата држава. Овие обединувачки пораки на Мицкоски во продолжение. Внатрешната македонска револуционерна организација не е само страница во историјата. Тоа е корен, тоа е идеал, тоа е завет. Организацијата што ја израсна оваа држава, школата во која се научивме што значи да се биде чесен, да се биде храбар, да се биде свој. Овој ден не е само спомен. Тој е и повик. Повик да бидеме подобри, да бидеме народ што ќе гради својата иднина со иста решеност со која тие ја започнаа својата борба. Секоја генерација има своја борба. Нивната беше за држава, а нашата е за вредности. Катерина, се наоѓаме во период на изборна кампања. Имаше ли пораки поврзани со изборите? Така, неизбежно е во овој говор на премиерот да се спомне и целиот политички контекст во кој што се наоѓа државата. Тој говореше веќе за резултатите од првиот круг од локалните избори, велејќи дека ВМРО-ДПМН освои убедлива победа, додека пак опозицијата доживеала нокаути, дека за џабе се сите оние пресметки кои што ги прават околу можен број на пратенички мандати. Тоа е порака која што испрати до СДСМ, слична порака за консолидација на опозицијата, реформи, но и за политичка пензија испрати и до ДУИ, но имаше порака и до својот коалицијски партнер Касами, кој што овие денови повика да се гласа по етничка линија во Кичево. Вели дека секој кој што нема да се обедини околу владината всушност програма или овој обединувачки дух не му е местото во владата. Во продолжение сите овие пораки на Мицкоски. Опозицијата ќе им оставиме време да се консолидираат и да размислат дали, например, ќе се осмелат да одат на предвремени избори, кои, да бидам директен, јас не ги посакувам и сметам дека се непотребни. Последните избори испратија порака и до нивниот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција. Тие добија порака од народот и албанците дека доста беше политиканство и злоупотреба на етничките теми за лични интереси и богатини. И овој резултат се случи затоа што тие не разбра дека додека се занимаваат со орли, јастреби и зајци, народот е уморен од чекање за подобар живот. Живот што граѓаните 20 и повеќе години не го добија со таа политичка партија. Сите оние што се надеваат дека со етноцентрични теми ќе добијат нешто во политиката, нека го видат и нека научат од примерот и падот на Демократската унија за интеграција и ќе разберат на што мислам. И тоа е добра лекција за некои други политичари на македонската политичка сцена, кои мора да разберат дека за да бидеме коалициони партнери, треба да сме подготвени да се обединиме и да поддржиме вредности, а не да се поделиме за етнички теми и прашања низ призмата на шовинизам и слични етнички процедурални разлики.
Така, во говорот на премиерот имаше и пораки кои што се однесуваат за подобар животен стандард, најави нова инвестиција од американско-британски конзорциум во војната наменска индустрија од 150 милиони долари. Исто така зборуваше и за ЕУ темата, говорејќи дека се она што се бара од нас треба да се гледа низ призмата на три прашања, тоа е што добиваме со ова, дали Бугарија ќе ги исполни својот дел од обврските и дали има некакви гаранции дека ќе добиеме нешто конкретно. Денот на македонската револуционерна борба секако дека го поздравија или спратија честитка и останатите челници во државата. Честитки спрати председателката Гордана Силјановска-Давкова и председателот на собранието Африм Гаши. Во нивните пораки честитки имаше порака за обединување, потоа да се исполни стремежот на револуционерите, меѓутоа и дека единствениот пат кон кој што треба да оди Македонија е Европската унија и Европа, бидејќи таму припаѓаме. До сега честитка за 23 октомври не испратија од опозицијската социјалдемократски